Поради зголемениот број на сообраќајни незгоди со потешки последици и нашите контроли се зачестени во однос на прекршоците што ги чинат возачите кои не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, посебно брзото возење, алкохолот, непочитување на светлосно сообраќајните знаци на крстосниците со цел подобрување на безбедноста во сообраќајот. Од наша страна секојдневно се преземаат различни средства за да се информираат возачите и другите учесници во сообраќајот за новите измени од Законот за безбедност во патниот сообраќај. Исто така секојдневно ги користиме и медиумите за да ги информираме граѓаните за новите измени во Законот за безбедност во патниот сообраќај. Се уште е рано да кажеме дали возачите ги почитуваат овие нови измени. Потребно е да помине известно време, известен временски период. Глобата за брзото возење со новите измени е зголемена. До сега беше 300 евра во денарска противвредност, со новите измени е 400 евра во денарска противвредност. Предвидена е и забрана за управување со моторно возило во временски период од 6 месеци до 12. Исто така возачите се казнуваат и за прекршоци како што се поминување на црвено светло на семафорот, возачи кои консумираат алкохол за време на управување на возилата, а од полесните прекршоци, ако може да се каже, за неносење на сигурносен појас, како и за разговарање на мобилен телефон. Значи, секако би влијало намалувањето на брзината на движење на авиен пат во населено место од 60 на 50 км на час, посебно за најранливите категории на учесници во сообраќајот, како што се пешаците. Тука би ги спомнала и возачите на велосипеди со мотор, мопеди и мотоцикли, со кои би се подобрила безбедноста на оваа група на рамноправни учесници во сообраќајот.